Здраво, почитувани ученици, јас сум Сашко Колев, наставник по физика во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски од Гевгелија. Денеска ќе ја презентираме наставната единица радиоактивен отпад. Радиоактивниот отпад е само еден дел од вкупниот отпад што представува проблем на загадување на животната средина при секојдневната човечка активност во искористување на природните материјали и ресурси. Под радиоактивен отпад се подразбираат материјали кои не се предвидени за понатамошно користење, а кои содржат радиоактивни изотопи со специфична активност, која ја надминува дозволената вредност пропишана со законската регулатива. Неговата радиоактивност во текот на времето ќе се намалува почнувајќи од неколку денови, неколку месеци, а може радиоактивноста да потрае и до неколку илјада години. Изворите на јонизирачкото зрачење се користат во различни области: науката, техниката, медицината, индустријата, земјоделието. Како при нивното добивање, така и при нивното користење, од изворите на јонизирачкото зрачење се добиваат нуспродукти, кои се повеќе или помалку радиоактивни и треба да се отстранат, депонираат и складираат. Радиоактивниот отпад може да се класифицира според неговата активност, агрегатна состојба, периодот на полураспаѓање на радиоизотопите, видот на радиоактивното зрачење. Но најпозната класификација на радиоактивниот отпад е следнава: високо радиоактивен отпад, средно радиоактивен отпад и ниско радиоактивен отпад. Да кажеме за секого по нешто. Високо радиоактивниот отпад зафаќа 4% од вкупниот волумен на радиоактивниот отпад, а нему му припаѓа 95% од вкупната радиоактивност. Тој се добива при работата на нуклеарните реактори, на нуклеарните централи. Секој просечен нуклеарен реактор во текот на една година потрошува неколку десетици тони нуклеарно гориво. Потрошеното нуклеарно гориво се уште содржи збогатен ураниум, неколку десетици килограми плутониум и други фисиони продукти од неколку стотици килограми. Средно радиоактивниот отпад зафаќа 6% од вкупниот волумен на радиоактивниот отпад, а нему му припаѓаат 4% од вкупната радиоактивност. Тој се создава при користењето на радиоизотопи во медицината, науката, индустријата, нуклеарните централи. Средно радиоактивниот отпад може да содржи радиоизотопи со краток и долг период на полураспаѓање. Ниско радиоактивниот отпад зафаќа 90% од вкупниот волумен на радиоактивниот отпад, а нему му припаѓа само 1% од вкупната радиоактивност. Ниско радиоактивниот отпад го сочинуваат радиоконтаминирани заштитни средства, како што се ракавици, заштитни мантили, хартија, лабораториска опрема, епрувети, игли и друго. Овие радиоконтаминирани средства се создаваат при добивањето и користењето на радиоизотопите. Да не дојде до загадување на животната средина, радиоактивниот отпад треба да се складира на посебно пропишани места. Радиоактивниот отпад со средна и ниска активност прво се селектира, па се компактира со посебни уреди прикажани на сликата, пред тој да се складира.
Секоја организација што создава радиоактивен отпад треба да располага со привремени или трајни складишта, односно армирано-бетонски контејнери. За долго отстранување на високо радиоактивниот отпад се превземаат следниве постапки: складирање во непропусни челични цилиндрични садови и одлагање во напуштени геолошки стабилни формации. На сликата лево имаме прикажано транспортирање на потрошено нуклеарно гориво во специјални садови, а на сликата десно складирање на радиоактивен отпад во напуштен рудник. Складирање во непропусни челични цилиндрични садови и одлагање на морското дно. И одлагање на радиоактивен отпад во армирано-бетонски складишта, каде што може да се наоѓа радиоактивниот отпад и до неколку десетици илјади години. Ете, тоа би било, почитувани ученици, за денешнава наставна единица радиоактивен отпад. Довидување до наредната наставна единица.